6 по сат, немам ни спиено. Гледате многу интересни видеа, сега некој звони да видиме кој е. Ало. Има ли место бе брат? Кај ќе обутали тротинета? Дачевска баничка. Ова лето ќе се памти на море, изгубивме глава заедно со брат ми. Уште малку стигаме во Охрид, биче забав. Не да ќе се памти. Полека пристигаме кон Охрид. Влеговме во центарот, Неро да си стоварит, па после се возам 15 до 5 испечен овце. 5 до 5 испеченjelce, 15 до 5 возом. Зашто тако ради? Па зато Да билатела ред. да отварање линде, да добиеме нешто. Да одим у Тамаро, да земеме нешто гратис па и да купиме нешто. Иначе Неро е туку оваа вила у богато друштво. Со богати луѓе, не со кроте моте тука. Се надевам дека ќе не послужи време од деновиве, затоа што, како што знаете, врнеше пред некој ден. И дури следев се иструполи во пироканти, пијачка да платам, инсистирам. Ми кажа немој, не сум сама, пробувам да ја импресионирам. 1000 денара, не, 5% на која сметка сакам. Идам ќе купам месечно, брат. 70.000 сметка, 5%. Може има лимит, добро. Дојавме на локација на да го видиме апартманот. Моја мила дамо, чекај малце само. Око вода тиснеме кој најновиот канон. Опуштено лагано, Парис и Милано. Се понашам безобразно како Кристијано. Сега со Хеци со Белјан. Ако знам на кај се движам, Чекај малце само. Око вода тиснеме кој најновиот канон. сега на кај ги идеме подморници у Вардар. Морници, бе, брат. Краделе тука. За 2000 дарче би влегол со тротинетата во вода. Ха? Замина. Тука сме со Роки. Тука сме со Венеро, со Роки и Кузман. Опуштено лагано, Парис и Милано. Се понашам безобразно како Кристијано. Не можам тебе да те заборавам. Пробај ти, дури јас се опоравам. Или ти, или ја, чекај ја, брат. Не е крај, baby, bye until the next time. Гео Кесар се игра уживо. До интернетот е што да ти правам. Припедот. Де брат, кочи? Че кога си играл преку компјутер, Неро и Роки користат ChatGPT па да имаме сега некако слабо ги наоѓаат улици. Не, тој користи, јас не. Добро, макијато ли е? 300 денара. Ове ти. Не ти на кога. Што тука флај го и да те здру. И што ти рече? Оп, чекај. Оп. Епа јеби го. Ке ме убија тој луѓе. Стигнавме Љубаништа, 300 денари паркинг. И гледај сега, од што плативме нема слободно место. Bye until the next time. Ајде, денес идеме на нова плажа, на Голден Бич. Како што гледате, паркингот е бесплатен. Значи, не мора да плаќате паркинг. Вчера бевме на Љубаништа, плативме 300 денари. Е тоа е сега, ќе видиме на Голден Бич денеска како ќе се поминеме. Искрено, времето не е баш за на плажа. Вчера беше многу ладна водата. Така што очекувам, како што е време малце и облачно и има малце сонце, да биде и така поладна водата, ама пред се сакам да ги посетам сите плажи, па да даеме некоја оценка и да видиме како ќе си поминем. Ево Голден Бич хотелот. Плажата е напред. Видиме колку пари е за лежалките и да видиме што е најбитно водата. Значи за лежалки Голден Бич од 250 денари е една лежалка, така што не е нешто многу скапо. За ако сте двајца, пример, 500 денари и најверојатно ќе си порачате, тоа спаѓа надвор од цената. И сега да видиме и тука понатаму што има, како има. Има како се движат тука цените сега. Таа плажа беше таму скрос лево од Голден Бич. Сега има тука десно како се движат тука цените.
Ова лето ќе се памти, имаме скапи спомени како диаманти. Не да ќе се памти, ја празни джебови, а ти нови скапи чанти. Шупиња да платам, инсистирам, тоа не смета. Страшно ме Мислам, не е камер. Здраво, вие сте за лежалки? Не, А која цена се знаеш? 300 од лежалка? Добро, у таа цена не е вклучено пиење, ништо, само лежалка. Убаво е тука. Значи на оваа плажа кај што е од Голден Бич десно, кај што пишува егоист, тука е, може да видите позадина. Лежалките се по 300 денари од лежалка, не е вклучено ништо од цената. Така што, ама тука па за разлика од таа лево има пубав. Не поглед, туку као пубаво се симнуваш, некако пубаво. Сега тука има дива плажа. носам ќе те изгори. Жива музика има тука од расположени луѓе. Пре чисто, ќе видиме дали е со камчиња или на песок. Ама тоа не е ни битно, битно е дека пак и тука е средано и тука може да си дојдете, си земете лежалка чадор и да си поминете убаво. Сметката долга ко тоалетна, моја мила дамо, чекај малце само, околу водата. Тука позади мене, десно од кафичот, имате WC, но пишува само за кампери, сега не знам дали на тоа место дека е дозволено, ама може да прашаме. Има кој 1, 2, 3 WC. Тоалети, ево Beach Visitors тука. Значи ево е првиот, вториот и третиот. Тие двата се за кампери, а ово е Beach Visitors, други. Туалет за посетители. Ајде има ситуација внатре. Ово е за машки и за женски. Ово е машки, вали. И ово е женски. Ама и двете си исти, рагано. Ево. Чисто, уредно, средано, топ. Еве за пресоблакање, кај може да се пресоблечете си благата. Има простори за, ако сакате нешто да играте, одбојка, за рециклирање, чишиња. Така што има простор поише од што мислев. Малце дувка ветер, ама сега ќе видиме водата. Пуштено лагано, Парис и Милано, се понашам безобразно како Кристијано. Моја мила дамо, чекај малце само, околу водата сними ко најновиот каноч. Пуштено лагано. Добро, ладничка е малце, затоа што и времето пред некој ден беше лошо. Ама окей. За нозе, за глава. Се понашам безобразно како Кристијано. Не можам тебе да те заборавам. Што денеска остануваме тука, а утре ќе видиме на кое место ќе идеме. Се надевам дека ќе идеме на друга плажа, ако не ќе останеме тука. Пробај ти, дури јас се опоравам. Или ти, или ја, чекај ја, брат. Не е крај, baby, bye until the next time. Уште еднашка, ставите лайк, subscribe и не заборавајте да ги пратите новите видеа на мојот канал. Поздрав!